Добро. Можеме да почнеме. Значи, вчера се тресеше гората, се роди глувче. Почитувани слушатели на Македонска радио програма 3 пати Z, на линија го имаме господинот Зоран Јованчев од политичката партија Родина. Имено, драго ми е да кажам, дека прв пат разговараме со членови од политичката партија Родина од Република Македонија. Зоран, добар ден и добри дојдовте на прановите на Македонската радио програма и оние кои не следат, се разбира, по социјалните мрежи, Фејсбукот и YouTube. Добар ден. Пред се ви благодарам за поканата да бидеме ваши гости во вашето ценето студио. Поздрав до македонците од Австралија, посебен поздрав до моите македонци од Егејска Македонија. Знам дека во голем дел се во Австралија, пошто ја по татко сум од Крушоради, Леринско. Така? И се надевам, да. И се надевам дека во овој еден час, колку ќе трае интервјуто, ќе објасниме доста работи околу и за Македонија. Така, имено само овде во Мелбурн имаме огромен број на македонци од поробениот дел на Македонија, што се го спомнам и мојот пријател Мичо Визевски, тој секогаш вели: Ицо, овде е Мичо Визевски од поробена Македонија. Така да, ние овде сме заедно од сите делови на Македонија, во Мелбурн, во Сиднеј, Перт, Аделаид, насекаде, особено во Мелбурн сме најмногу. Скоро половина се од егејскиот дел, половина се од Република Македонија, но ние сме едно исто под ова знаме позади мене. Тоа ни е национално знаме, тоа нас не обединува и тоа ни е идентитетот на македонскиот народ во иселеништвото. Ние не бараме идентитет под вентилаторот или пак под некои други знамиња, а исто така ние се оградуваме од зборовите граѓани. Бидејќи македонскиот народ е државотворен народ, исто така може да се употребува македонска нација наместо бришење на идентитетот. Господине Јованчев, јас на почетокот за нашите слушатели, бидејќи така започнавте со вашето потекло, дека е од егејскиот дел на Македонија, баш ми е мило тоа. Да почнеме со неколку зборови, кажете неколку реченици околу политичката партија Родина, платформата, програмата, за што се залагате и дали се надевате, бидејќи сега немате пратеник во собранието, дали се надевате дека во иднина ќе се стекнете со пратенички места? Да. Полното име на партијата е Родина Македонија. Скратениот назив е Родина. Како што кажува и самото име, тоа е партија која што е потпрена на традиционалните вредности на македонскиот род, односно народ, каде што во прв план ни се оние суштински културни карактеристики на македонецот кои низ милениумите кои што преживува како еден од најдревните народи, има предадено на светот два пати 1000-годишни држави, има предадено писменост, уште од Кадмо, да кажеме, првиот Свети Климентов универзитет, Јустинијановото право, кое што е од околината на Скопје, прекрасни градби, цивилизацијски дела, и ние воопшто нашата идеологија не ја бараме во странски идеологии, дали е тоа комунизам, капитализам, социјализам или некој друг изам, него исклучиво се подпираме на таа меморија колективна на нашиот народ и се организираме во собор. Ние немаме председател, туку имаме председателство, каде што 10 рамноправни македонци одлучуваат колективно, каде што е слободата на мислата загарантирана, каде што нема мој и твој, значи еден поинаков концепт за да им отежнеме и на нашите непријатели
да не може да ја превземат организацијата како што се случувало во минатото, во изминатите 200 и кусур години, и како што гледаме од денешните времења, скоро комплетниот политички систем е ставен во сервис на туги странски интереси. Тоа е се поочигледно на лажна левица и десница, кои што служат на исцентар, и се добива впечаток кај народот дека во суштина ние немаме избор. Секако дека изборот секогаш постои, Бог ни дал слободна волја, нели? Со секој нов ден човекот може да одлучи што ќе прави со себе, со тие околу себе, со државата, со општеството и така натаму. Родина е суверенистичка партија. Ние, за нас референдумите од 8 септември 1991 година, каде што народот во огромно мнозинство се изјасни за суверена и независна Македонија, се почеток и крај. Референдумот од 30 септември 2018 година, каде што народот кажа не за НАТО, не за ЕУ и не за Преспанскиот договор, за нас се почеток и крај. Ние не тргуваме со народната волја, туку истата ја почитуваме, и затоа за нас овој така наречен француски Добро, предлог... ќе одиме на тој предлог. Благодарам за програмата и платформата што имате на политичката партија Родина Македонија. Еве ќе употребувам и јас целокупното име како што е и регистрирана. Видете, вчера најактуелно беше она доаѓањето на Урсула фон дер Лајен, председателка на Европската комисија. Народот наш вели, бидејќи се ословуват и на тоа на народот, вика народот се тресеше гората, се роде глувче или глушец се роде, се најавува протести, се најавува ќе се спречи да не влези во собрание, па внатре во собрание нема да и се даде говор. Меѓутоа таа се шеташе како низ лозје, како падар низ лозје, и си одбираше од која пењушка сака да скини грозје, ќе скини. Дали е тоа ранка, лисичино, дали е тоа бело грозје, дали е од она убавото грозје. Тоа го направе Урсула. Ништо од отпорот. Или пак имаше ли отпор, па ние да не забележавме? Да го поставам и обратно прашање. Да, Родина Македонија прва излезе кога слушна за францускиот предлог. Тоа беше во петокот, ние имавме говори пред владата на Република Македонија во насока да го повикаме народот и да го отфрлиме овој срамен предлог. За жал, ниту еден медиум не го прикажа тоа обраќање на тројца наши членови на председателството од пред владата, и тука имаше исто представници на други организации. Ние не сме дел од тој привилегиран лев и десен блок, за да ни се овозможи јавниот простор, за да може да ги кажеме нашите ставови. Без разлика на тоа, Родина повикуваше на протестите во насока да се биде со својот народ, а не со партијата. И исто и за вчерашниот ден повикавме уште во 12 часот да се собере огромна толпа на народ, да се обиколи собранието, да не се дозволи влез на бароницата од Европската Унија. Но народот беше тука, беше пред собранието, имаше доволна група на луѓе кои што на тоа сонце издржаа, па ние негде до 18 часот бевме, но за жал најавените действија во собранието дека ќе се спречи одржувањето на седницата не се случија, а поддршката од надвор постоеше кај македонскиот народ. За жал, нешто што се ветува, а не се планира да се исполни, секогаш му доаѓа крајот точно на тој ден. Сето тоа движење во изминативе неколку денови и цела таа позитивна енергија кај македонскиот народ на крај резултираше со млака реакција кога се обраќаше гласноговорникот на предлогот, срамниот предлог од Германија, која е припаѓа на European People Party, значи тоа е коалицијата во која членува и ВМРО ДПМН. За жал, таа успеа да го додржи договорот, кој што е срамен,
каде што македонецот повторно молчи кога некој од страна му ја крои капата, а кога ќе замени почнуваат тие горно-малски и долно-малски македонски игри, кои што да упадна малку во говорот ваш. Имаше ли негодувања, освен Апасиев го видов јас на не знам кој, на какво видеоклип, меѓутоа македонските медиуми не пренесоа, Апасиев го прекина говорот. Имаше ли други прекини или довикувања или свирења или така натаму во собранието? Ние да не знаеме во Австралија. Во собранието имаше, да, ДПМН не дозволи за Урсула? За Урсула. Не, за Урсула не, беше Тивко. Да, прво да завршиме за Урсула. Да. За Урсула беше Тивко, се ислуша што има да ни каже. Повторно ни се повторува некоја игра од минатото 41 година, кога голем дел од интелектуалата е на страната на поробувачите. Значи, силен треба да се, кога си во морал, во чест, во вистина, таа вистина не гледа од другата страна која. Значи, не може ти, додека е она тука, да молчиш и кога ќе замене да си ги продолжиш твоите дворски игри. Пред неа не беше искажано ниту еден македонски аргумент, ниту па да биде прекинат. Затоа што овој француски предлог во суштина е толку срамен и безобразен да не заслужува воопшто да стигне до некоја трафика, а не па до собранието на Република Македонија. Тоа е приватен договор на некои само избраници од владата на Република Македонија, кои што решиле до крај да обезличат републиката за да влезе во некој рај кој што се вели ЕУ и НАТО, а кој ние сме 3 децени на тој пат во кој тотално сме тероризирани со терористички напади, со шарени револуции, со менаџменти од надвор, со дедржавизација и така натаму, и ние го продолжуваме тој пат и ние велиме ние на тој пат ќе успееме да победиме. Не може повеќе тоа така. Значи, францускиот предлог не извира од Франција. Францускиот предлог извира од нашата пределба дека ние сакаме да станеме членка во ЕУ и НАТО. Односно во ЕУ. Во НАТО не бутнаа насила, иако е спротивно на референдумот. Ние како родина Македонија јавно кажуваме дека Македонија ќе извадиме од НАТО, они викаат нема механизми. За нас механизмот референдумот е највисок чин на демократијата. Тоа го проповеда и ЕУ и Соединетите Американски држави, кои што сакаат на планетарно ниво да се наметнат како учители по демократија. Ние секако ги прифаќаме тие лекции и велиме дека референдумот е највисокиот чин во една демократија. Ве молиме, почитувајте го. Така, понатаму не направивте ни протест на аеродромот. Не извадовте ниту еден трактор на патот, на улицата. Тоа значи дека Урсула Лајен си замина со впечаток, односно со снимки, дека Македонија воопшто, односно пратениците, предавници, воопшто не го представуваат македонскиот народ и не се реагираше, значи дека се сложуваат со француско-македонскиот договор, дека прифаќаат се. И она, што кажа, не знам, добро би било да кажете, што се вети Урсула таму на говорницата? Урсула вети нешто што на индијанците пред неколку века дојденците од Европа им го дава огледалца, ветувајќи им дека ќе бидат побави, наместо да се гледаат во бистрите реки на својата земја. И они исто така поверуваа на тие огледалца и денеска индијанците гледаме каде се и што се и каде се наоѓаат. Значи, тие ветувања за влез во ЕУ, барем ја ги слушам некои си 30 и повеќе години, каде што ни се ветува се и се што, а на тој пат ние губиме дел од тоа што е наше милениумско наследство како Македонија, македонци, македонски јазик, идентитет, историја, култура, традиција и така натаму. Тие 120 пратеници се добро одбрани за овие времења. Тоа се вика изборен менаџмент
каде што тајните служби на западните земји ги превзимаат партиите, односно ставаат доволно слаби луѓе, односно го ставаат интелектуалниот шкарт на општеството, за да може на листите да се најдат исто такви луѓе кои што за многу ефтини пари ќе ги купат кога се работи за македонските национални интереси. Затоа во собранието владее таков молк. Ние таа политика ја следиме веќе, ајде да не идам ја у претходното време од пред 70 години кога Комунистичката партија ги ликвидираше тие што ја донесоа револуцијата и ја спроведа, но во суштина 70 години во Република Македонија се избира по систем на негативна селекција. Затоа она што елитата и квалитетот на македонецот е надвор од Македонија или на периферијата на општеството, и ние сме, да кажеме сега, како некои споредни мали вектори сили кои што удараат и кои што си го бараат местото да дојдат во центарот, каде што и припаѓаат, каде што се одлучува за еднината на државата. Многу малку имаме представници народни такви во собранието, во судството, во полицијата, во војската, во медиумите и така натаму, и затоа отпорот и реакцијата е толку млак и релативно, да кажем, неорганизиран, затоа нема трактори на улица, затоа што и земјоделците се поделени на тие за СДС и на тие за ДПМН. Стално кога одиме во помалите места, ми велат: Зоране, не можете за трета партија, тука народот е поделен на ВМРО и СДС, тука две фамилии се, тие само едните кога доаѓаат, само едните работи имаат, другите кога доаѓаат, само другите работи имаат. Значи едно класично феудално општество, и затоа и реакцијата на терен е токму таква. Никој од тие феудалци не сака да го види часовникот дека е 2022 година, 21 век, дека веќе светот иде кон дигитално општество, вештачка интелигенција и така натаму, и упорно ја држат Македонија во тој темен вилает од времето на Отоманската империја, каде што еден шериф во малото место држи све. Таму не може тротинетче да излезе на улица, а не трактор. Одма доаѓаат казни, одма доаѓаат затварања, одма доаѓаат закани, притвори и така натаму. Конкретно да кажем, кај нас пола од председателството, од протестите има условни казни и им виси над глава повеќе 1000 во евра казна ако повторно направат одреден инцидент. Ние сме приведувани во полициски станици, нас не наоѓаат истиот ден до 12 вечер да не приведат или да се јавиме во полициска станица, за разлика од оној инцидент од пред некој ден, каде што имаше вадење на оружје кон мирните демонстранти, каде што не беше еден, него 4 извадија такво оружје, за кое што во јавноста не се говори, бидејќи тоа е од ДУИ или од малцинството и сето тоа мора да се заташка. А исто вчера 5 души кои што маваа со јајца во собранието веднаш се приведени и во полициска станица. Едино гостинкава од Германија може забележала дека кога доаѓала дека као да се наоѓаме во воена состојба, затоа што вчера над народот пред собранието хеликоптерот на Оливер Спасовски прелетуваше неколку пати, кругови праеше, сакајќи да го заплаши. Полиција имаше во енормен број, скоро целата полиција беше мобилизирана по автопатот, влезовите на Скопје, собранието и така натаму. Тоа е таа одродена власт која што се плаши од сопствениот народ и која што нема мирна и чиста совест. Затоа ја малку подлабоко гледам, за мене таа германката си е, неќе ми името да го спомнам, пошто на нашето име не го спомнува, вика вашата земја, северниот и така северно-македонскиот, они си имат континуитет. Нели пред да дојде Европската комисија на Твитерот нивни официјален, најавија дека доаѓаат да се сретнат со северно-македонскиот председател, северно-македонскиот премиер и северно-македонското собрание. Пред тоа, нели имавме северно-македонци неколку пати од Макрон, па и од други места. Ваму овие не убедуваат дека забетонирале јазик, идентитет. Со протоколот француско-македонски, јас повеќе сметам дека тој протокол производ на македонските власти, на
го имаат тоа смислено со нивна соработка. Не можат тие да смислат таков, не се толку писмени да смислат таков протокол, меѓутоа во нивно присуство е правен и им се кажува што може да се одстапи од тој протокол. Тој протокол комплетно го бриши идентитетот на македонскиот народ во Европа и институциите на Европската Унија. Зарем не се толку свесни да го разгледаат, да кажат, и таја толку цинично ни се обраќаше во собранието со македонци, а да е на друго место ќе не вика северно македонци или вашата татковина, вашата држава, вашата земја. Се уште тоа го прават. Добро, еднаш ќе се освестиме ние дека со нас си играат како со мапа за бришење на подот. Веруваме во тоа освестување и работиме за тоа освестување, нудејќи како родина Македонија еден поинаков светоглед за македонците. Ние од историјата мора да ги научиме нашите историски грешки. Ние како родина Македонија тоа многу длабоко и суштински го имаме согледано и затоа во сите наши јавни настапи, ние имаме и наш подкаст Родински разговори, ја објаснуваме состојбата во светот, каде што во овој момент 7/8 од човештвото, тоа е негде 6 милиарди, односно 6/7 од човештвото, 6 милиарди, бара излез од колонијалниот статус во кое што е ставен од таа 1 милиарда на западната цивилизација, exceptional nation, која што мисли дека е посебна и дека довека може да живее врз грбот на остатокот на човештвото. Во овој момент сега се случуваат геополитички, тектонски поместувања, каде што сме во предворието на постзападниот свет, мултиполарен свет, каде што народите ќе може да изберат со кого ќе се работуваат, колку ќе се соработуваат и како ќе соработуваат. За да можеме ние да избереме, мораме да постоиме како субјект, односно мора на меѓународната сцена да постојат субјекти кои што ќе бидат присутни каде што тие настани се случуваат. Во овој момент со двете коалиции од по 20 политички партии лево и десно и со едноумието и со една ретардирана, крајно неинтелигентна антимакедонска матрица дека еден е изборот, изборот не може да биде еден. Никогаш не бил еден изборот. Го носат општеството во една темнина, една темно доба, да не може да се покаже, односно да не може општеството да размислува надвор од таа матрица. Затоа и родина Македонија е блокирана од тој систем, затоа што ако влеземе со оваа наша свежа идеја, ние ќе го разобличиме, расветлиме и ќе го распаднеме тој систем за многу кус период. Затоа и на условно кажано опозицијските телевизии вчера беше Милчин на ТВ Алфа, господин Ица. Милчин да ни говори за Македонија. Ќе земам, не знам, ќе затворим и телевизија и све. Милчин ќе ни говори за Македонија, кој што во изминативе 30 години со неговото отворено општество, сите антинародни идеологии ни ги вметна во општеството, ни влегоа и X организации, претежно финансирани од западни земји и амбасади, со трансродово, со сеопфатно сексуално образование и така натаму. Тоа они го кажуваат цело време кај теорија на заговор, додека не ми пристигна пред 5 или 6 години едно пислуче за моето дете во основно образование, каде што ја требаше да дам некоја дозвола, сега не ми текнам за што беше, каде што беше заведено родител 1 и родител 2. А сега програмите што ќе доаѓаат, ќе ми извините, морам да го потребам тој звук, овој говор, обично не го користам. Значи во 6-то одделение ќе учат дека на момчето треба пенисот да му е тврд за да влезе во вагина. Да, 6-то одделение. Страшно. Се спрема таа настава. И ние, следејќи го тој пат, погледнете во каква дегенеративна состојба влегуваме. И
како родина и во суштина самиот збор родина содржи една длабока филозофска мисла, затоа што и начин на живење, затоа што нашиот народ, значи народот си ти, нашите родови се обединија за да го создадат македонскиот народ, за да може да живеат по сопствените принципи и вредности. Затоа е народ. Nation е политички термин. Американците немаат nation. Немаат народ. Они се нација. Политички термин. Не дај Боже ако дојде таму одредена криза кој ќе се распаднат на X. Добро, тие нема види. Јас сакам повеќе да зборуваме за македонските работи што вели Крсте Петков, Мисирков. Поврзани се. Просто и мене не ме интересираат толку американците и некои други, затоа што во суштина, господине Јованчев, ние не можеме заедно да го турниме и овај тајчи, како го викате вие, таче. Премиерот заедно со Али Ахмети, ете го Али Ахмети е султан во Македонија над 20 години. Мене ме интересира следното да ми објасните. Како може еден лидер, не е само вчера им беше кажано на партиските послушници да не доаѓаат пред собрание. Верувам дека било така. Бидејќи тоа го кажувам, ве прашувам за ова затоа што првиот протест во споредба со овај најзначајниот последниот, првиот протест беше 10 пати или 20 пати поголем од овај вчера, каде што се вршеше второто предавство на македонскиот народ. Повторно бевме однесени на кланица. Мицковски беше внатре во собранието. Тие требаше спрема мене да излезат од собранието заедно со сепратеници. Тогаш ќе видевме отпор. Тогаш ќе беше со народот. Кој е вашиот став? Не знам, еве јас малце подвикнувам во прашањата. Вчера состојбата терен беше следна. Родина повика да се излезе пред собранието во 12 часот. На тој повик исто така Левица излезе со свој повик во 12 часот. Предходниот ден одговорницата која што е добро заштитена од ДПМН да не може било кој да се качи и таму претежно се качуваат некој што е пејач и така натаму. Рекоа 13 часот и 30 минути да се биде пред собранието. Не се, ние седевме до 13 колку 13 и 30. 13 и 30. Па тогаш беше касно. Не е важно, само ќе додам уште еден момент, немаше организирано доаѓање од страна на ДПМН. Значи, овој собир во голем дел е од народот кој што пред се му е Македонија, не политичката партија, да бидеме искрени. Ние ја отворено говорам, значи Родина Македонија нема доволно структура, е млада политичка партија за да донесе илјадници народ, немаме таква инфраструктура се уште, се работи на тоа и така натаму. Ова е оној народ што си ја сака Македонија без партија, без Дигитрон, без ништо. Добро, ме интересира како можат да бидат лидерите поголеми од Македонија, како можат да бидат толку многу послушни и од СДС партиските послушници и од ВМРО ДПМН партиските послушници. И еве сега ме критикуваат мене, ми пишуваат разни гнасоти на социјалните мрежи, дека го кажувам ова следното. Предавство се изврше повторно во собранието, како онако се сеќавате, пуч, што беше. Со пуч, се купија тие уште 7-8 пратеници и сега ќе купат 4 пратеници. Колку има ВМРО ДПМН? 44? Да, 44 ченам дека. 44. До 120 им требаат уште колку на нив? Уште 4 пратеници. Односно до 80. Со 4 пратеници ќе ги купат тие уште утре. А пак за влез на Македонија во Европската унија потребна е промена на уставот, така? Да, треба бугарите да се стават во уставот.
и тоа е еден од, да кажам, условно кажано, полесните чекори. Понатаму ни следи табла на споменикот на цар Самуил дека е дел од бугарската историја. Сакам да ми објасните како ќе го заштити Мицкоски уставот. Како ќе го заштити? Уставот на Македонија стана чорапи на жена. Го менувате уставот како што ги менуваат жените чорапите. Со стратешката определба на ВМРО-ДПМН воопшто они ништо не може да заштитат од Република Македонија, бидејќи нивните газди се поважни од честа на мајка Македонија. Они секогаш внимаваат да не се ги наљутат газдите во Брисел, Вашингтон и така натаму, а при тоа не внимавајќи да не обесчестат својата мајка Македонија, и тука настанува тој суштински проблем. Они сега седат на две столчиња и тоа е за нив комплицирано да го објаснат, бидејќи сакат со едно столче да седнат во Брисел, а со другото столче во Македонија. При тоа не сваќајќи дека Македонија и ЕУ се две диаметрално спротивни работи. Македонскиот вредносен систем ти не можеш да го ставиш во ЕУ. Правите разлика само ЕУ и Европа. Европа си е континент, а ние припраѓаме на европскиот континент. Ние ги дадовме европските вредности, ние го дадовме Свети Климентовиот универзитет, писменоста, Јустинијановото право и така натаму, Ренесансата и така натаму и така натаму. Немојте да ви наметнуваат дека не сме биле европејци. Ние сме најголемите европејци, но ние не сме ЕУ. ЕУ е една глобалистичка машинерија за молзење на народите, луѓе. Тоа е креација на аглосаксонските фамилии кои што го цедат светот до последниот пени. Значи, тоа е суштината. И они се конкретно како ќе ја заштитите Македонија? Како ќе го заштитите уставот? Како ќе се одбие она што сега денес веројатно ќе се изгласа, бидејќи со просто мнозинство ќе го изгласа. Да. Албанските политички партии имаат кристално јасна национална определба. Тие не го гледаат сега Али Ахмети, Зијадин Села и Касами. Не го гледаат Али Ахмети. Тие ги гледаат националните интереси. Кај нас се гледаат партиските интереси. Така е. Кај албанските политички партии се гледаат и партиските интереси, и личните интереси, и националните интереси. Они кога се работи за национален интерес се обединуваат. За жал, СДС и ДПН во изминативе 30 години не успеа да ги изградат македонските црвени линии. Тие повеќе не се достојни представници на македонскиот народ. Мора од тука да тргне Мицо. Ние не можеме да го донесеме решението како нови политички партии, ако се уште 200-300 илјади народ дреме во тие умрени матрици на СДС и ДПМН. Тие ако во овие 30 години не успеа да се договорат за македонските црвени линии и истите да ги заштитат, тие не треба повеќе да постојат на политичката сцена. Мора да дојдат нови политички субјекти кои што се способни и спремни македонските национални интереси да ги стават над било кои интереси, над интересите на ЕУ, над интересите на НАТО, над утре Евроазија може ќе дојде, задутре Кина ќе дојде, позадутре може Турција ќе дојде и така натаму. Ако внатре во политичкиот систем имате доволна количина на македонска национална свест, предавствата нема да се случуваат. Кај нас ние имаме национална криза кај народот, имаме уште потешка национална криза кај политичките елити, односно ние немаме политички елити, ние имаме послушнички елити кои во изминатите 70 години се поставувани на високи позиции во македонското општество, а тоа што е вистински интелектуален македонски крем на ово општество е на периферијата. Обратна ситуација имаме. Затоа пирамидата ни е свртена надолу, затоа ние постојано удараме во земја. Ние мора на сонцето да свртиме пирамид. Значи по вертикала да се поставиме, да ги најдеме најдобрите македонци, без разлика каде живеат. Ја, например, македонците од диаспората воопшто не ги одвојувам од македонскиот народ. Тие се нераскинлив дел од македонскиот народ и тие мора да се вклучат активно во политичкиот живот. Ние имаме недостаток на македонска здрава интелектуална мисла. Ние имаме недостаток на македонци кои што успеале во животот без помош на политичката партија. Ние имаме недостаток на македонци со достоинство, со морал и чест во општествените слоеви, во дипломатијата, во економијата, во науката, во образованието, во црквата.
На секаде имаме недостатоци. Ова не е работа на политичка партија. Ние повеќе функционираме како организација, како платформа. Преку нас да влегува квалитетот во македонското општество. Ние мора да го обезбедиме тоа ако сакаме Македонија да ја приклучиме на 21 век. Ако не успееме во таа мисија, Македонија ќе заврши. Македонија ќе заврши, не. Господине Јованчев, како вие ќе ги промените институциите? Во институциите се уште менталитетот овде во главата им е тој што им е. Како ќе ги промените оние партиски послушници кои еве сега по мене фрлаат дрвја и камења, затоа што и го ставив на Мицкоски со сликата со вентилаторот и пишува идентитет. Зарем идентитетот на Мицковски од 95-та година, вентилаторот е на Грчев од 1995 година. И ми вика сега, зошто го напаѓаш Мицковски? Не го напаѓам. Во него јас го барав спасот. Јас не го напаѓам Мицковски, меѓутоа, она што се надевав јас во политичката партија Патриотска ВМРО-ДПМН, вчера го загубив и тоа што го имам. Го загубив. Влегоја да соработуваат внатре во собранието и сега како ние ќе гледаме поинаку, освен дека човекот е соработник на тие или колаборист на овие фашисти што се од Бугарија и од Европската унија. Добар дел од тоа што е денеска председателство во родина Македонија, се сеќавам на 27 април 2017 година кога влеговме во собранието, а поготово ми остана онаа слика кога кружевме околу собранието да не дозволиме тие што го прекршија уставот на Република Македонија. Тоа се пратениците на СДС кои што на еден крајно брутален антидржавен предавнички начин го урна уставниот поредок, да не излезат од собранието затоа што Георги Иванов ќе дојде со воената полиција, ќе ги уапси и воено ќе ги суди. Тоа беше сценариот и приказката. И кога не разбрка, таму негде доцна беше во 22 или 22:30 желките кои што истурија еден тон шок бомби, димни бомби. Кога си појдовме дома, ја конкретно ето искрено го кажем, кога се погледнав во огледало ми порасна уши на магаре. Значи овие зад грбот на народот се го договорија целото предавање на власта, а народ настрада, односно го жртвува народот за да си ги одбрани од своите криминали. Од тој ден јас завршив со политичкиот систем на Република Македонија. Имаше еден период на разочараност, резигнираност и така натаму. Другариве мои, родолюбите кои што излегувавме 30 години излегуваме за Македонија и така натаму, се повлековме за да во еден критичен момент кажеме овака повеќе не бива. Дајте да направиме нешто суштински ново и тоа да биде пример на едно макро ниво да биде пример дека функционираат вредносните системи, а макро ниво е организацијата, иако мора како форма да се вика политичка партија. Дајте да бидеме пример на макро ниво, за да можеме на макро ниво на државата да го пресликаме тој систем. И ние како концепт се уште го одржаваме тој систем, иако сме ударани од сите страни, иако имаме потешкоти и така натаму и така натаму. Реално кажувам и човечки несовршености, значи владеат и кај нас, постои тоа, но гледаме да го наметнеме тој систем на вредности кој што ни треба ицо за да го промениме општеството. Ние ако го воспоставиме системот, ние ќе дадеме на државниот апарат да се прилагоди. Тој што нема да се прилагоди на тој вредносен систем, тој може да си работи нешто друго, да си биде молер, да биде земјоделец, да биде бравар, има многу честни професијата може да се како што е во Австралија. Во Австралија занаетите се многу повеќе платени од образованието. Така, полека и у Македонија доаѓа тоа со иселување на огромен дел на народ во странство. Денеска занатот повеќе вреди него професор. Еден водовоđија да ти дојде дома испод 1500 денари не е. Значи тоа е малтени дневница од 8 часа на еден професор или наставник и така натаму. Кога ќе го воспоставиш вредносниот систем, значи треба да има прво пред се денеска во услови на дигитална технологија. Во услови на срамота е да кажеме дека не може да воспоставиме систем и дека се уште ќе зависиме од некој бирократ, не знам, во било која канцеларија таму. Тоа е срамно.
За жал, во овие 30 години и едната и другата политичка гарнитура имаше точно по 15 години владење да покаже што знае и што умее. Освен преговарање со И сега честа... може да ве прекинам тука. И сега после тие 30 години се уште ми кажуваат мене дека биле патриоти овие, биле предавници другите. Еве го резултатот, ако народот е задоволен од овој резултат, ако задоволни сте вие од струјата, од гасот, ако сте задоволни од патиштата, од земјоделието, од праски, од јаболка, од грозија, од сите тие работи што се фрлаат, тутун не се откупува, оризот не се откупува, национално имаме предавство, национално предавство, вакво национално предавство не се извршило никогаш, колективно е ова предавство на македонскиот народ. И сепак, еве, уште еднаш ќе очекувам подробен одговор, како ќе ги усмериме македонците да веруваат повеќе во институциите, во сопствената држава, отколку во лидерот и партијата. Значи, тој процес е процес на созревање на една нација. Овој менталитет што владее во моментот во нашето општество, значи мора ние диагнозата да го поставиме. Во изминативе 70 години партијата, Комунистичката партија на Македонија беше над било кој интерес и над било кој вредностни системи. Со 2 прочитани книжки ти можеш да станеш директор, да станеш инспектор, да станеш на висока позиција, без притоа да имаш дела позади тебе или мина труд. 41-5 година, кога се направи национализацијата, се сврти обратно пирамидата. Значи, луѓе домаќини ги изгубија имотите, луѓе со 2 книжки прочитани и дигање 2 прста го добија тој имот. За да 91 година го приватизираат и денеска комплетно општествените елити, економските елити, политичките елити, образовните елити, духовните црковни елити се антивредносни. Не му служат на народот, служат на партијата. Тој систем е погубен за сите нас. Ако тие не сватат дека треба да дадат простор на новите прогресивни македонци и сили, за да однесат Македонија во 21 век, ние ќе дојдеме на крајот на самата појава на Родина Македонија за мене лично, знаејќи ни што све поминавме, е феномен. Затоа што позади нас немавме олигарси, немавме странска сила, немавме некој да не помогне. Све сами го буткавме, не знам, Божја сила некоја не буткаше низ еден трновит пат за да успееме да стигнеме да имаме субјект кој што утре ќе понуди нешто на македонскиот народ. Македонецот мора да свати дека мора да се разбуди од сонот дека некој друг ќе му заврши работата и дека јас ќе му завршам и за него работата. Ние само поставуваме еден отворен систем преку кој македонците ќе можат да действуваат во интерес на Македонија, не во интерес на мене и политичката партија, туку во интерес на Македонија, за да покажеме пример дека може да имаме квалитетно земјоделско производство, од земјоделското производство да додадеме вредност, да направиме дополнителен друг финален производ, дека можеме да имаме квалитетни образовни системи, дека можеме да имаме политички представници кои нема да паѓаат пред западните тука представници, да им коленичат, туку ќе го постават македонското прашање за враќање на и плаќање на репарации на македонецот кој што 200 години уништуван од западните благороднички семејства, елити денеска кои што се начал. Кога така ќе ги поставиме прашањата, ќе успееме за Македонија да поентираме. Они коленичат таму. Срамно е да се гледа тоа што го прават. Зад себе ја има целата македонска голгота, во изминативе 30 години никој не го спомна македонското прашање. Има такви адути и аргументи. Поготово, еве да го земеме примерот со правата на македонците во Егејска Македонија, поробениот дел на Македонија, со правата на македонците во Пиринскиот дел на Македонија, Бугарија, каде што имат преку 13 пресуди добиено од европските судови за право. Наместо тоа да го на маса да го станат, они душички се топат пред тие западни
Фашистички династии кои што во континуитет сака да не избришат. Знам зашто сака да не избришат, Ицо. Целата западна историја е потпрена на лажна Да, со еден античка збор историја. цивилизацијата, да. Цивилизацијата. Да не Нема сме- да идеме во историјата, да не навлегуваме многу, ја повеќе сакам за еднината да говорам. Значи, во овој момент суштински важно тие македонци прогресивни сили од диаспората и од државава да воспостават организирано дејствие, да воспостават медиуми, да воспостават да работат заедно на проекти, да го информираат населението дека веќе овој систем не носи ништо добро за Република Македонија и дека ние го носиме новиот систем, дека Македонија ќе приклучиме на нови меѓународни сојузи каде ќе биде почитувана и така натаму и така натаму. Ние упорно тоа го правиме во изминативе 2 години, но ќе бидам искрен, сме осамени. Сме осамени, изолирани, многу често кога критикуваме одредени не викаат платеници на Заев, овие кои ги критикуваме не викаат, па нема, тоа е стандарден шаблон дека колку пари ви даде Заев. Па рублја Да. патриоти не викаат, бидејќи не сме за НАТО и ЕУ, колку рублја сти примеле за да, па и така натаму и така натаму. Сето тоа се системи на манипулација за да не успеат овие сили да дојдат на вистинското место и да го растурат овој систем кој е трул. Овој е трул. Овој толку лесно може да се забиеш овој систем и нема да имаш отпор, толку е трул да е многу лесно, но треба да се охрабри пред се нашиот народ. Не можеме ние како мала групација да кажеме ние сме ви спасот, ние сме ви решението, вие седете си таму, одмарајте, уживајте, сончајте се, ние ќе го донесеме спасот. Не е тоа така. Целото Така. општество треба да се задвижи у тој правец. Ајде да го завршиме интервјуто, веќе имаме над 45 минути. Барем помина. Што ќе се прави со овој предлогот, каква завршница предвидувате со француско, македонскиот, бугарско предлог кој веќе го прифати владата или овој Ковачевски го гледавме вака со кренати раце или се предаваше или пак покажуваше победа. Не знам што му значеше тоа, предавство или победа. Што вие сметате, каков ќе биде епилогот, завршницата од сето ова? Македонија ќе влезе во една голема политичка криза, бидејќи политичките елити и народот се диаметрално спротивни. Гласањето во собранието најверојатно со просто мнозинство ќе помине, револтот кај народот ќе се зголеми и кога ќе дојде моментот да мора да ја менуваме историјата, учебниците, да ставаме табли дека цар Самуил е дел и од бугарската историја и така натаму и кога ќе свати и добар дел од летаргичните пратеници во собранието кои што механички креваат рака дека ќе не сведат дека сме народ од 45-та година и дека јазикот во суштина ќе ни биде дефиниран дека ни е од 45-та година, дека Тито ни го дал, ќе настане една голема криза политичка, општествена, во која што ја велам стално кризата е и шанса. За мене секогаш кризата е шанса, каде што ќе треба да се понуди новиот, комплетно нов општествено, политички, економски систем и изборот нема да биде еден, него ќе имаме избор на сојузи и меѓународни организации каде што Македонија ќе биде рамноправна, достоинствена членка како Република Македонија, како македонци и како македонски јазик и со знамето позади вас што е, односно тоа е исто така и нашето знаме. Ние никогаш на нашите протести во нашите канцелари не го вееме знамето што го нарекуваме вентилатор, го почитуваме бидејќи имаме дадено живот од 2001 и по тоа знаме, но тоа знаме е нелегитимно, бидејќи со привремената спогодба 95-та година, истата не е подпишана во грчкиот парламент. Со таа спогодба е ништовна. Бидејќи таа спогодба е ништовна, ова знаме доаѓа повторно во сила. Значи, ние исклучиво идеме по принципот на легалитет. Законски, ова знаме се уште е државно знаме на Република Македонија. Тоа нашиот народ мора да го свати и посебно ми е драго што на овие протести ги гледам младите македонци со ова знаме. Успеавме во нашата мисија
заедно со сите други организации, да не говориме дека тоа само на родина било, Да. и сите независни родолюби и така натаму, што успеавме кај младите ова знаме да им го даеме во раците, да го носат на своето тело, да го веат, да се доближат до него. Тоа ми е посебно драго, ја гледам таа нова млада генерација, поготово новија собери, и мило ми е што за разлика од минатите собирања, поготово кога беше она за промена на името и Преспанскиот, каде што 200 до 300 луѓе бевме, сега има и млада сила, каде што можеме со неа да работиме и да создадеме нова генерација што ќе почитува македонци, македонско, Република Македонија. Тоа ни е нашата мисија. Добро, јас ви благодарам на времето и информациите кои ги пренесовте за нашите слушатели и се надевам, верувам дека ќе останеме во контакт и ќе соработуваме и понатаму за македонските работи. Секако ви благодарам на поканата, се надевам дека почесто ќе не викате затоа што имаме што да кажеме и поздрав до сите македонци во светот.